Јас сум Гоце Белогазовски од Делчево и сум татко на малиот Дејан кој сега има 17 години. На 3,5 години возраст доби сообраќајна незгода во Делчево пред хотел Македонија. И не ни платија оштета ништо од Сдруженијето за возачи, прибидејќи наводно дека детето ја предизвикало сообраќајната незгода. Од тежината на болестите се здоби со стеноза на грлото. 15 години живее со цевки наречени канили. Во Македонија не може да се направи оперативен зафат. Се обративме до сите приватни и државни болници. Од систина ни препорачаат дека е најбезбедно и најдобро да се направи оперативен зафат во Виена. Цената е 18.000 евра. Затоа ние не сме возможни самите да ги собереме, ги замолуваме сите граѓани хумани кои сакаат да донираат на жиро сметка. Имаме отворено и Господ здраве да им дава на сите што не разбираат и ги почитуваме. Денеска сте во Берово, имали поддршка од Беровчани? Од Беровчани имаме 80% поддршка. Луѓето ни отвараат, имаат и они некои проблеми слични, али повеќе 80% граѓаните излезат во сусрет. Овој документ е валиден и од Австрија, од Виена. Поточно докторот Клепетков се обрати на нашето барање и кажа дека може оваа операција безбедно да помине во најбезбеден ред. Не е тоа лага, имаме пријавени во полицијата во Берово и се обратиме во сите полициски станици каде што треба. Не е со намера да ги превараме луѓето и така што е напната ситуацијата со оваа пандемија. Вас само не ве прашавме како се снаоѓате, еве голема парична сума е потребна, вработени ли сте? Не сме вработени со сопругата и ние примаме минимална плата оти сме со ниско образование, 15.000 денар. Живееме по кирија во Делчево, живеевме во стариот пожарен дом, не истераа од таму, сега ни дадоа стан кај автобуската, али и таму кај плаќаме киријата што е висока за нас. По 2700 денара само кирија, струја, вода, други надоместоци, без телефон не можеме, прибидејќи мора да имаме прирека телефон во секој случај, за да се јавиме до амбуланта. Имате ли некоја поддршка од некоја фирма досега поголема да вети повеќе средства? Не сме побарале по големите фирми за средства, а пред тоа што правевме операција во Ремедика, но неуспешно беше. Сакам да го поздравам господинот Трифун Костовски, што донираше 100.000 денара и Златомир од Скопје, не му го знам презимето. Да се здрави, живи и вечни. Ако се во можности сега да помогнат, ќе бидеме благодарни. Имам изградено за благодарност и чешма на магистралниот пат Берово Делчево. За здравје за детето и сите што поминуваат да се напијат вода и да одморат.